Во делот на нелегалниот објект, мислам, терасата беше на притиското седиште на ВМРО. Кога, како ќе се решава ова? Како што кажавме, имат месец дена да да реагираат. Нас не ни е примарно да се случи рушење, да правиме тамо сцени со кои што сакаме да поентираме. Уште еднаш ви уверувам дека воопшто не го гледам тој објект како некое партиско седиште, туку како сите објекти во државата. Значи, да бидам попрецизен, има право инвеститорот сам, според законот, да го изврши тоа што ние го бараме законски да се изведе. Доколку одбија да го направи тоа, тогаш со асистенција на МВР тој ќе се случи. И уште за училиштето 11 октомври нели актуелен беше проблемот, сега се реши еден директор, Васко Лазаревски, што беше назначен од општината, меѓутоа поранишната директорка вели дека преку судски инстанции ќе го решава проблемот и дека таа се уште е актуелен директор. Под поранешната директорка подразбирате кој стои позади, тоа е партијата на власт која што сака не 95%, туку 100% основни училишта во Република Македонија да ги поседува буквално. Ние тоа нема да го дозволиме, ние сме легитимно избрани заедно на избори и оттаму ја спроведуваме нашата политика. Не ни те седат партиски директори, како што гледате денеска, како што гледате и со градинката, како што гледате инвестирање и во реновирање и на градинките и на основните училишта, наша заложба е образовниот процес. Воопшто не ни те седа политика и категорично кажувам дека во заедничко име верувам го кажам тоа. Политиката надвор од основното училиште во општен центар.